Во моментов се наоѓаме на мостот на реката Вардар кај село Уланци. Се работи за мост кој што за општина Градско од исклучително значење. Покрај тоа што е најголем мост и покрај тоа што го спојува Градско со населеното место Уланци е од исклучително значење затоа што голем број од нашето население всушност има земјоделски површини кои што се наоѓаат од другата страна на реката Вардар и така речи всушност Градско екзистира од овој мост, односно од земјишните површини кои што се наоѓаат на тој дел. А колку луѓе живеат градоначалник од другата страна? Од другата страна секој дневно тука живеат околу 20 до 30 луѓе по поголем број патуваат за да го обработуваат имото. Точно така, да. Имаме и жители кои што се водат на село Уланци, а всушност во секојдневниот дел од живењето се во Градско, но секојдневно еве и тука додека сме во моментов забележавте, а ако останеме и подолго ќе забележите поголема на механизација. Најблискиот мост преку Вардар каде е? На Ногаевци. Колку далеко тоа тука? Па тоа е прилично далеко. Значи луѓето се зависни од овој мост. Апсолутно зависни, да. И проблемот кој е со мостот? Проблемот со мостот е на секој надоаѓање на реката Вардар, посебно полнењето на незините притоки. Големина на Вардар ваква каква што е во моментов носи дрвја, гранки, смет, пластики и се тоа што можеме и во моментов да го забележиме. Тие се натоложуваат тука на столбовите на реката Вардар и ако не се реагира навремено може да дојде до пукање на дел од столбовите или не да Боже руши. Имаше сега доста дрва со последното надоаѓање на Вардар пред неколку дена. Да, апсолутно, да. Во петокот и во саботата и најголемиот дел во неделата, да, ги отстраните посебно во неделата. Ова не успеа. Гледаме едно огромно дрво, не успеавте. Ова не се успеа да се отргне. Се остави затоа што во моментот се сметаше дека нема да може да прави некои позначени проблеми, но добро е што е можно побрзо ако можеме да го отстраниме кога ќе се намали нивото на самата река. Колку столбови според вас не се како што треба на мостот? Па еден е во најлоша состава. Во колку лоша? Па прилично, испукан е целиот. Сега тоа стручни лица може да определат на почетокот на мостот. Да, во првиот дел. Да, јас тоа постојано го повторувам, треба да се ангажираат стручни лица кои што знаат да извршат процена на стабилноста на мостот. Ние може да претпоставуваме и двајцата, но ние не сме градежни инженери, не можеме да дадеме процена, но од она што можевме двајцата да го видиме, факт е дека тој столб не е безбеден. Се поставува само прашање колку се одразува негативно на стабилноста на мостот, затоа ќе ве советувам да соберете сила и да ангажирате човек или повеќе луѓе, не знам како одат тие процедури, зависно од секоја општина, од незината моќ, кои што ќе извршат увид, стручен увид и процена на мостот, бидејќи мора да се бара некакво решение. Апсолутно, се согласувам.